Вие постојано треба да вложувате во вашиот персонал. Тој е оној кој што ви го дава квалитетот на вашиот објект. Ма свакате локал. Тоа е на некој начин и угледот. Угледот. Вие кога го видите еден вработен, неговата униформа, неговиот израз на лицето, неговиот однос, неговата култура, веднаш знаете дали се наоѓате во убаво место или во некое место каде што нема менаџерска рака. Ме свакате? И затоа викам кај нас менаџерите некако нема да речам доблест или едноставно висока свест дека потребно да се вложува постојано во тој кадар. И тука кадарот беше со 300 евра, значи првично во оваа ситуација, еве и пред инфлацијата не може да се рани семејство. Ме сваќате, значи не може вие да му давате 300 евра, а дополнително значи на тоа да прековремени работни сати, нема некоја регуларно работно време, ако има бакшиш па се дели, се зема, значи сум имала примери. Еве ќе ви кажам, значи нема да кажам мојата ќерка работеше, нема да кажам во кој објект, за Нова година. Баш за Нова година, значи има дете кое што ги прави сите коктейли, знае убаво да, значи буквално и брза е работа, не дека ми е ќерка, меѓутоа знам. И побара 1500 денари за една вечер. И менаџерот, не знам со какво објаснување, не може 1500 денари, 1000 денари. Тие работеа четворица, значи четворица 4000 денари. Значи 2000 денари, ако давате по 500 денари, 2000 денари. Ако тој локал дали ќе го отвори за Нова година или ќе работи или нема да работи профитабилно за 2000, зависи, подобро затворете и одите негде. Ме сваѓате? Значи тоа не е до дека треба да се направи нов бизнис план, немаме толку дека не ги разбираме. Да, бизнис план во кој што така треба да се инвестира во самите вработени.